Општина Виница на стартот на оваа година започна градежна офанзива правенствено во патната инфраструктура, како исклучително значаен сегмент од функционирањето на стопанските текови и сообраќајот. Денес каватарот на селото Блатец започна работите на рехабилитација и асфалтирање на крак од патот до Детлово во должина од околу 3 километри, кој е од особено значење за локалното население. Еве што за карактеристиките на овој патен правец вели првиот човек на надзорниот тим, Тане Василевски. Ова е дел од тендер 4 дел 1, рехабилитација на локални патишта по избрани проекти и по избрани општини. Ова е реконструкција, рехабилитација на пат од село Блатец, локален пат до село Детлово, во должина е 3 км 28 метри. У суштина е ова постар пат што постен со руиниран постоечки асфалт во помала ширина со многу лоша состојба. Со проектот предвидено ископ, проширување, новиот асфалтен пат ќе биде со ширина од 2 сообраќајни ленти со вкупно 3,5 метри. Банкина, на некој места има асфалтна ригола со тротоари, така да ќе има и сообраќајна предвидена и сообраќајна сигнализација, со тоа што така да ќе се добие за овие услови прекрасен пат. Градоначалникот на општина Виница Миле Петков покрај овој значаен проект најавува градежна офанзива и во наредниот период, истакнувајќи дека деновиве се работи на рехабилитација на најфреквентните улици и други сегменти во централното градско подрачје, што е во функција на побезбедно одвивање во сообраќајот. Изврши воведување во работа на изведувачот на градежните активности за реконструкција на локалниот пат Блатец-Детлово, кој е во рамките на проектот за поврзување на локални патишта со финансиска поддршка од Светска банка. Овој локален пат е во вкупна должина од околу 3 км и од големо значење за жителите на село Блатец. Ова е дел од проектот на Светска банка, значи вредноста на овој проект е околу 22 милиони денари. Бидејќи временските услови се погодни за изведба на градежни активности, ние веќе утре планираме да се изврши асфалтирање на улицата Ангел Винички во Виница и крпење на најфреквентните ударни дупки во градот, пошто ќе продолжиме со градежните активности со пробивање и асфалтирање на 2 улици во село Градец. Така да можам да кажам дека 2023 година започнуваме со низа градежни активности за кои што веќе имаме склучени договори, обезбедени финансиски средства и се дел од програмата за уредување на градежно земјиште за 2023 година. Општина Виница презема засилени активности за реализација на зацртаната програма за 2023 година, која е реално остварлива и ќе придонесе да се решат повеќе проекти од интерес на граѓаните, од кој дел се и на нивна иницијатива.